По повеќе од една година супервештачењето за сообраќајната несреќа кај ласкарци стигна на рочиште, но не дојдоа супервештаците кои треба да го образложат. Му дале ветување на судскиот совет дека во четврток ќе дојдат за да одговорат на прашањата и на обвинителството и на одбраната. Судскиот процес за несреќата кај ласкарци формално почна од почеток, а странките се согласија доказите кои беа изведени досега само да се прочитаат и судењето да продолжи онаму каде што застана. Родителите и блиските на настраданите во несреќата со големи сомнежи дека судскиот процес оди во насока да се заборави случајот. Поддржани 107 судски рочишта и приближно толку одложени не се надеваат на брза правда ниту по изготвеното супервештачење. Кога денес требаше да се појават вештаците, не дојдоа. Повторно ни создава сомнеж дека овој судски процес оди во насока да се избегнат секајањата и да се заборави. Ништо нема да промени од претходните што беа доказни постапки изведени во претходното период. Тоа покажува колку бирото за судско вештачење посветило сериозно внимание на оваков предмет. Автобуската несреќа се случи пред речиси 4 години, на 13 февруари 2019, кога автобусот на Durmoturs, кој возеше на редовна линија Скопје-Гостивар, излета од автопатот во близина на селото Ласкарци. Загинаа 16 патници, а 37 беа повредени. Обвинети во овој судски процес се 6 лица: сопственикот на Durmoturs, Дурмиш Белули, одговорниот за транспорт во фирмата Ремзи Муфтари и возачот на автобусот Мануил Трифуновски, како и тројца вработени во станицата за технички преглед.